Во Република Македонија не постојат доволно релевантни податоци за сексуалното однесување и сексуалното и репродуктивно здравје на адолесцентите. Најголемиот дел од податоците се добиени преку истражувања кои покажуваат постоење на елементи на ризично сексуално однесување, недоволна информираност како да го сочуваат своето сексуално и репродуктивно здравје. До својата 19 годишна возраст сексуално активни се 32% адолесцентни, 40% момчиња и 21% девојки. Просечна возраст на започнување со сексуална активност изнесува 16 години за момчињата и 17 години за девојките. Голем дел од младите, 50%, покажуваат потреба од повеќе информации во однос на поедини методи на контрацепција. Само 1,6% од девојките на возраст од 15 до 19 години користат орална контрацепција и само 34,8% од младите користеле кондом при својот последен сексуален однос. Со самото сексуално образование, децата всушност се воспитуваат или се учат на тоа дека не треба да постои дискриминација, полова дискриминација, дека треба да укажат на тоа што представуваат оние насилства во самото семејство, било да се вербални или да бидат и физички, значи, насилства, не само во семејството, туку во целото обкружување. Значи, они треба да посочат и да знаат за своите права, они ќе ги научат своите права. Значи, ќе знаат за своите права. Во Македонија не постои сексуално образование во рамки на наставните програми на училиштата како задолжителен или изборен предмет. Адолесцентите навлегуваат во својот репродуктивен период недоволно подготвени со знаење и вештини да го сочуваат и унапредат своето сексуално и репродуктивно здравје. Не доволно, меѓутоа на вистина кога стручниот соработник ќе направи доверба, ќе развие доверба кај учениците, кога ќе ги отвара темите, кога ќе дискутира, кога ќе работи на проекти поврзани со родово засновано насилство, кога ќе зборува, ќе ги информира што значи сексуално вознемирување, да може да го препознаат, тогаш, верувајте, младите се охрабруваат и се обраќаат на стручните соработници. Здравјето е фундаментално човеково право. Секој има право на највисоко ниво на физичко и ментално здравје. Истражувањето кое го направи Хера укажува дека исклучително висок процент од родителите, кои се движи меѓу 82 и 96%, се согласуваат младите да изучуваат теми кои се дел од сеопфатното сексуално образование. Најголема согласност, 95%, постои за теми поврзани со заштита од насилството врз жените, сексуалното насилство и насилството на социјалните мрежи, услуги и медицинска помош при ризик од сексуално преносливи инфекции и ХИВ, заштита од несакана бременост, механизми за заштита на сексуални и репродуктивни права, промени во пубертетот. Иако е со висок процент, 82%, сепак најмала согласност од понудените теми родителите покажуваат за значењето и давање на согласност на партнерот или партнерката при влегување во сексуален однос, особено првиот. Во споредба со родителите, наставниците се во уште повисок процент согласни за тоа дека предложените содржини треба да бидат дел од официјалните наставни планови. Анкетата исто така покажа дека нема значајни разлики во согласноста кај родителите на понудените теми од сеопфатното сексуално образование во однос на нивниот пол, возраста, средината на живење или економскиот статус. Етничката припадност на родителите е асоцирана со значајна разлика од аспект на ставот за воведување на содржини за сексуално образование. Имено, кај родителите од македонска етничка припадност прифаќањето да се изучуваат сите теми од сексуалното образование се движи меѓу 90 и 97%, додека кај родителите албанци меѓу 81 и 95%.